Утрово разговараме со Самуел Нумовски Викиус, извршен директор на Шведско-македонската стопанска комора. Самуел, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Што значи официјалното отворање на Шведско-македонската стопанска комора за економските релации помеѓу Македонија и Шведска и кои се првите цели кои си ги поставивте? Добро утро, Мартин, и благодарам многу за поканата на утринска телевизија. Баш ми е чест да бидам гостин. Организацијата и отварањето на Шведската македонска стопанска комора значи една приватна иницијатива каде што ќе се организираме да помогнеме на бизнисите во двете држави и ќе работиме да бидеме како еден економски мост. Имаме собрано управен одбор од 10 луѓе што се представници од фирми во Шведска и во Македонија кои носи експертиза и носи знаење што ќе не помогне многу конкретно да ги споиме државите, да помагаме на секој можен начин, заедно со тие партнери и институции, заедно ќе работиме, да направиме се што можеме, да зајакнуваме и да носиме нови инвестиции, нови соработки и нови бизнис кооперации. Самуел, повеќе од 40 шведски компании веќе работат во Македонија, а над 50 пак македонски бизниси работат во Шведска. Како комората планира да ја продолжи оваа соработка и да создаде нови деловни можности? Да, како што кажа, има доста голем број, кога го викам тоа, кога го зборам вака во низ Македонија, многу се изненадени позитивно. Така веќе има доста голем број шведски компании што се во Македонија, што веќе работат овде, задоволни се, успешно и да многу позитивни се. И исто така имаме во диаспората во Шведска има поголем број што имат отворено фирми, што им иде добро. Тоа е супер што можеме да го користиме како success stories за да носиме нови соработки и инвестиции. И тоа ние ќе гледаме да го координираме и да ги собереме сите под една организација, да работиме како еден ист глас и да носиме уште повеќе фирми и уште повеќе од диаспората да работат, да се координираат на секој можен начин. Така. Кои сектори според вас имаат најголем потенцијал за заеднички инвестиции? Моментално сме во фаза, мислам, на отварање. Се освоивме 24 октомври и гледаме сега да направиме некоја стратегија кај што сме дефинирале некои конкретни сектори што би биле најинтересни и најактуелни од двете страни. Во Македонија моментално е најинтересно, имаме три индустрии, да кажам, значи IT индустрија, текстилна индустрија и земјоделие. Тоа е тоа што е најактуелно моментално и гледаме многу можности во аутсорсинг, во nearshoring можности, на соработка и на индустрија тука да се донесе. И реално има и освен тие три што ги кажав, има и многу повеќе работи што може да се направат и што моментално гледаме каде да се фокусираме и каде во кои сектори. Исто така да организираме специфични, посебни некои настани, да ги собереме фирми од двете држави и да се фокусираме на тие конкретно. Во јавноста често се споменува дека македонските компании имаат квалитет, но недоволна меѓународна видливост. Како комората ќе им помогне на фирмите да се позиционираат на шведскиот и пошироко на скандинавскиот пазар? Моментално има некои македонски брендови што се присутни во Шведска, но реално има огромен потенцијал за повеќе. Имаме одлични македонски производи и продукти и веќе после 6 недели од постоење на коморава имаме огромен интерес. Сме направиле состаноци со повеќето од македонски фирми што се заинтересирани и гледаме можност со нашите луѓе во управниот одбор, со нивната експертиза во тие што се во Шведска, да помогнеме и заедно со тие партнери и државни институции во Шведска, да помогнеме со конкретни контакти и матчмейкинг со шведски компании
исто така да помогнеме со маркетинг на македонски производи во Шведска и гледаме дека тие што не се присутни моментално во Шведска немале до сега таков капацитет или можеби таков знаење. Ние конкретно ќе носиме тоа знаење за да како да возможат да ги носат своите продукти на шведскиот маркет. Во Шведска има голема македонска диаспора, повеќе од 30.000 македонци живеат таму. Каква улога може да има оваа заедница во зајакнувањето на економските врски и дали комората планира конкретни програми за вклучување на македонската диаспора во Шведска? Секако дека да. Имаме веќе направено соработки, билатерални соработки со повеќе државни институции во Македонија и со невладини организации што конкретно работат со диаспората и заедно со нив веќе имаме во план во наредна година да организираме некои настани во повеќе градови во Шведска, каде што ги организираме диаспората на некој нов иновативен начин и каде што конкретно ќе ги информираме за тие можности и за тие специфични реформи исто што ја прави државава, за како диаспората да носи инвестиции и како да носи некој бизнис билатерални соработки. Значи тоа на таква стратегија имаме да заедно исто со амбасадата на секој можен начин да информираме, да организираме настани и диаспората да се координира под комората и да носиме нови инвестиции. Сега таа бројка 30.000 е малце тешко конкретно да се знае колку. Значи веќе имаме прва, втора и веќе трета генерација македонци во Шведска. И ние сега гледаме како можеме ние како нова организација, како Стопанска комора, да ги наоѓаме тие луѓе во Шведска и да ги носиме интересот да инвестират во Македонија. Самуел, ви благодарам за разговорот и гостувањето во Македонија наутро и ви посакуваме успешна работа на шведско-македонската Стопанска комора. Благодарам. Фала.